Почитувани, добар ден, пред нас нова работна недела и секако го следите најновото понеделничко издание на Црвена линија. А во него еве зашто ќе зборуваме денес со вас. Нема пасоши, лични карти, возачки. Пред 2 дена се сетија дека треба и сообраќајните книшки да се менуваат. Неизвестно е кога ќе свата дека треба да се променат и меѓународните возачки, полномошња, осигурувања, а едно време и парите ќе дојдат на ред. Тешко ли беше да се предвиди всушност хаосот што не се случува со личните документи? Тоа е главното и централно прашање во денешно издание на Црвена линија и секако ќе ве потсетам кога станува збор за прашања, ние редовно имаме и секојдневно анкети, но на тие анкети можете да учествувате доколку не заследите на Инстаграм. Така да заследете на Инстаграм, нашиот таму профил е Црвена линија, а на Инстаграм стори ве прашуваме дали ќе возите со непроменета возачка дозвола. Имате две опции за одговор, вака изгледаме на Инстаграм стори, едната е да, другата не. Кликнете на вашиот одговор, ќе соопштиме резултати по рекламите и секако продолжете со коментирање, следење и не заборавајте споделување на Facebook пред Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија на Facebook. Во продолжение да го погледнеме и прилогот на Елена Ивановска-Муковска, а потоа почнуваме со вас. Обвинителството да отвори истрага затоа што 2 години по уставните измени се уште се издаваа лични документи со Република Македонија, смета професорот по управно право во пензија Борче Давидковски. Според него, последиците, односно неможноста граѓаните да излезат од државата, но и да управуваат возило во нејзините граници, е кршење на човековите права и слободи и непочитување на правната држава. Според мене, уште денеска, треба јавниот обвинител да го повика оној кој што во 2019 година нарачувал стари образци, кои што стари образци до 2021 година беа употреба и сега на крај, тогаш кога се велеше дека ќе продолжат да важат, а се знаеше дека нема да важат, сепак тоа е меѓународен договор, тој треба да биде повикан од јавниот обвинител и да даде отчет, бидејќи на овој начин се кршат многу права на граѓаните и тоа уставно загарантирани права. За ова мора некој да сноси одговорност. Ова е срам за државата, а ова е исто така толку понижување на сопствените граѓани. Поставува прашање што е со нашите граѓани што од странство неки можат дома да си дадат. Со патен лист, ние Македонија немаме развиена ДКП. Ние имаме, например, у Африка, едно во Египет имаме ДКП. У Јужна Америка, мислам, само Бразил имаме, не знам за Тоа ли значи дека кај ќе ги вадат тие патни листови и како ќе си дојдат дома? Се прекршува правото на слободено движење кое е загарантирано и со нашиот устав и со меѓународните конвенции, сметаат невладините за заштита на човековите права. Граѓаните кои бидат спречени да излезат од државата имаат право да тужат пред домашните судови и Европскиот суд за човекови права. Во суштина судовите имаат да одлучуваат, имаат можност да одлучуваат за ваквите предмети. И она што е клучно да се докаже во нека ваква слична тужба е дека поради противправното постапување на државните органи, што би значило дека државните органи во издавањето на патни исправи не ги почитуваат домашните процесни правила, односно по кој рок и како треба да се издава патни исправа, токму поради таквото нивно противправно постапување дошло до прекршување или до ограничување на некое човеково право, во конкретниот случај слобода на движење. Според информациите достапни на веб страната на МВР, првата јавна набавка на лични документи поради промената на уставното име, потпишана е во декември 2019 година или 11 месеци по уставните измени. Законот и правилникот за издавање на пасоши се донесени дури летото 2021 година. Во членот 3 од овие законски измени стои: патните исправи кои го содржат надписот Република Македонија, издадени до денот на започнување на примената на овој закон, ќе важат до истекот на рокот на важење кој е наведен во патната исправа, а најдоцна до 12 февруари 2024 година. Вакви измени со краен датум на важност денешниот ден
Во јули 2021 направени се и за возачките дозволи и возачките книшки. Единствено, законот за лични карти досега не е променет. Измените заглавија во собранието поради предложената измена од партијата БЕСА за додавање етничка припадност. Личните карти со новото уставно име се издаваат врз основа на правилник. А сега на потек сте вие. На 02307005 ве прашуваме, тешко ли беше да се предвиди хаосот што не се случува со личните документи? Имаме едноставно прашање и секако очекуваме на 02307005 да го намалите пред се тонот на телевизорот целосно, за да се слушнеме веднаш одлично, да имаме во предвид дека 90 секунди е време трајање на секое јавување и секако не зборувајте преку интерфон, за да нели повторно имаме подобар квалитет на звукот. Како и да е, апсолутно сакаме од вас денеска во цело ова издание на Црвена линија да ги слушнеме одговорите. Тешко ли беше да се предвиди хаосот што не се случува со личните документи? Па ако го имаме и првиот гледач веќе во Црвена линија, се надевам дека веднаш можеме и да стартуваме со ова издание. Добар ден. Ајде, добар ден, Тина. Секој добро до вас. Овде еден дечко од Ѓорче Сити. Не можеме да не ве препознаеме. Секако редовно не гледате и ни се увете. Пошто сум поздрав до сите слушатели, гледачи што ги се јават. Благодарам многу. Тешко ли многу. беше да се предвиди? Па хаос ни е државата 33 години. Како може тешко да ни биде? Малце ни е, како викаш една емисија пред 30 години, тражили сте, гледајте. Малце ни е на нас македонците. Пуневне сали за ВМРО за СДС, пуневне площади за СДС, ВМРО, за либерална, за ова зона партија. И што добивне? Само нервози, само иселување. Гледам со професор Давидковски сета почит. Па и тој пред 10-12 години беше во таа гарнитура што тоа крчмеше Македонија. Што сега приказки ја кажува? Значи учена со сета почит, поучен е 10 пати од мене. Па и тој беше, кај беа тогаш кога се крчмеше Македонија, тие правници, кај се сега тие стручњаци да рече чекај вака не бидува. Што сега после свадба тапани ќе кажува сите? Ви успеавте ли да извадите документи? Извади, пошто знам каква ни е државата, извади јас на време документите. И лични карти и се што треба, после една недела и пол, поднесов вртев на тие бројови, закажавне, извади. Пошто знаеме кај нас, и ние луѓете малце да си бидеме објективни, 5 до 12 сакаме. Не може, ете, тоа ни се служува. Затоа не бидува македонците и Македонија политичарите не сотреа. Само некој друг да дојде да не командува. Бидете поздравени, све најдобро. И ние ви испраќаме поздрави, секако сме благодарни не само што бевте и првиот гледач, туку и ви за поздравите до останатите гледачи кои што допрва ќе се вклучуваат во ова издание. Продолжуваме понатаму, добар ден. Намалете го целосно тонот на телевизорот. Продолжуваме понатаму, добар ден. Намалете го целосно тонот на телевизорот. Дали ме слуша гледачот и дали се намали тонот на телевизорот? Добар ден. Добре, ве можевте да бидете сведоци како изгледа кога нема да се намали тонот на телевизорот. Тоа значи дека гледачот апсолутно не е во можност добро да не слушне, меѓу другото искуството покажало дека ќе се причинува дека некој друг зборува наместо вас, ќе има преклопување и така натаму. Секако за квалитетот на тонот, еве додека не сме продолжиле, се разбира, со ова издание на Црвена линија, да напоменам дека е изоставено изборување преку интерфон. Продолжуваме да видиме тешко ли беше според вас да се предвиди хаосот што не се случува со личните документи. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас. Благодарам, поздрав и до тебе. Направивте ли смена еве на личните документи? Јас да си кажам направив и тоа така бев принудена да направам пред 2 години. Инаку за другите документи, јас немам кола, ама зборувам во име на тие што имаат кола, нели така е.
зошто не се предвиде тина, затоа што таква незаинтересираност. Јас, знаеш, се прашувам сега, кога ги слушам темиве, дали уште ова е држава, како можеме да ја наречеме држава, или дали е нормална нашава држава, или дали спаѓа во држави. Затоа што овде ништо не функционира, значи, се некако така како да сме препуштени, како распуштена команда, не знам како во едно семејство, кога не се слуша родителот, него така, кој што сака прави, така и во нашава држава. Као да толку треба умови, треба ли толку многу паметен да бидеш да знаеш дека треба да се набават тие документи, дека се треба да се направи. Значи, навистина не можам да разберам и за последиците. Ајде сега има нели смешки тамо на интернет, на Фејсбук, слушам како бракот нема да ти важи, тоа нели под наводници. Туку знаеш што ме вознемири мене сега, што некои што се толку многу партиски вака определени или заљубени или имаат розови на очари, па вика напишале, вика, па добро, и ова со возачкиве не е страшно, ке си одиме пешки, ете за екологијата, за да биде чист воздухот. Види до кај моди, не беше наводници, тоа беше озбилно кажано. Така. Благодарам многу и вам, еве што во своите 90 секунди ги дадовте одговорите на прашањето. Дали тешко беше да се предвиди хаосот што ни се случува со личните документи? Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас. Па тешко ли беше да се предвиди овој хаос? Како ви се чини? Абе, како тешко? Ништо не е тешко во Македонија, затоа што јасни се двете сорти на партиски определувања. И двете сорти на луѓе кои што се во едните или во другите, тамо се само заради лично вработување на свое дете, своја сопруга, свој сопруг, своји братови, сватови, само за тоа се во тие пусти партии. И тие пусти партии, како да не се македонски, него како се грчки, албански, бугарски, се само македонски не. Затоа што место овие, што веќе гледаме дека 7 години 8 прават невидени штети, а овие опозициони векобајаги се кажуваат луѓе на ВМРО. Па знаат и ВМРО дека ги решава работите или билом или силом. Еднаш не рекоа народе, ова не чини, по еден стап земете, дојдете да се спасиме од овој душман, од овој... Дали вие извадивте лични документи? Успеавте ли да... Јас пред нова година отидов за лична, за паспорт, за ова, за она, ајде и за водачка. Рече не, до мартија не се секире, тога ќе биде по така слободно, ќе биде да те ќе биде и ниче да сега гледам ука-бука. Место тоа да завршам таа работа, јас остави за сега, а сега како ќе Бог ти знае. Благодарам многу, еве, што споделивте и какво е вашето лично искуство со процесот вадење на лични документи. Сега ќе споделиме еден статус кој што навистина беше хит во текот на вчерашниот ден, за кој што зборуваше и гледачката пред малку. Драган Спасов Дац напиша: сите бракови на кои на венчаниците не им пишува Северна Македонија нема да важат од полнок на 12.2.2024 година. Па ние во Црвена линија прашуваме тешко ли беше да се предвиде овој хаос и што ни се случува секако со процесот на вадење на лични документи. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија, сте повелете. Поздрав до вас, поздрав до емисијата и до сите слушатели и гледачи на Телма телевизија. Благодарам многу, поздрав и до вас секако. Па видете, како што има неодговорни граѓани, така има и неодговорна влада и сето тоа така оди. Значи, ова не беше тешко да се предвиди, така ќе настане ваков хаос, но јас колку што слушам, скоро сите гледачи до сега што се јавија, сите ги промениле личните документи. Дали вие ги променивте? Да, секако јас ги променив на време. Па може да кажам дори и цело семејство и некој потесен круг на пријатели и роднини што ги знам. Значи, ова се очекуваше така ќе се случи. Сега, зошто не се ги промениле на време? Ние секако гледаме дека голем број од граѓаните не се одговорни за ништо. Но закажувањата бе и по неколку месеци од јавувањата, тоа знаете секако. Да, имаше закажување, имаше
еден период и каде што беше без закажување, можеше да си ги извадат документите и така натаму. Имаше доволно време. Само знаете, ние сите сакаме 5 до 12 да ги решаваме работите или па чекаме некој друг да ни ги реши проблемите. И затоа ова држава е на ова место каде што е. Јас би рекол сепак од неодговорните граѓани. Истото се однесува и хигиената и така натаму. Така, благодарам многу еве што го споделивте вашиот став однос на темата за која што зборуваме денес. Се префрламе малку и на Твитер. Кети Куин напишала: за 5 години сите илјадници граѓани што сменија пасоши им беа издадени со Република Македонија. Кој е виновен за ова? А ние прашуваме, тешко ли беше да се предвиди хаосот кој што моментално настана и ни се случува со личните документи? Добар ден. Добар ден, стига. Дали направивте промена на личните документи? Не сум. Синот направи пасоша лари, сега не важи. Да се овоју товењи. Тако, тоа е плачка на народ. Плачка. Како дење сам? Са еден тато, што рекол во рато. Дали тато му ги погреб? Тато на огребни, не погреб. Јас песам дека ова е плачка на голем плачка на народ. Треба да одговара. Што вика човек кој имаше време? Како ќе дете, че тати одлегал, да го се јајцето кој да е на гато. Така беше да посочи. Така беше тичикати. Што се беше така? Улачките носи. Нема да се менја, ќе се менја. Така е тина нема држава. Јас сам еден од сите да извадахме бугарски пасош. Нема се да ги мерим. Те беа вече. Нема да беден. Тоа е од држава не било. Јас писам дека. Чака кадова. Сега окрејав тај оденес. Тај да донесеме закон за возачките носи. Тоа е тоа. За нова година. Зошто ме го направи тоа, човек? Зошто? Зошто го направи? Јас писам нова тина, поздрав многу. Голем поздрав, благодарам и што не следите и сега кој што редовно земате учество во секој издание на Црвена линија. Продолжуваме прашањето за денес е: тешко ли беше да се предвиди хаосот кој што настана и ни се случува со личните документи? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Хаосот нема да се намали, може да се зголеми само. Дали извадивте лични документи? Да, извадивме лични документи со Северна Република Македонија, а кодо е МКД на личната карта. Добро, ве слушаме. Сега кој ќе дојди, по 2 месеци треба да вадиме нови документи со НМК. Треба поново да вадиме нови документи. Дека кодо, како што знаеме, сега се менува и кодо, НМК, како на таблиците. А на личните карти пишува МКД, Северна Македонија. Добро, имате уште време, сакате уште нешто да додадете, па еве возите... Нека ни одговора надлежните како треба да правиме. Да не дојде по 2 месеци истото да ни се случува. Па да се менува за тоа МКД, кое што стои веќе на личната карта Северна Македонија. Слободно на новите лични карти пишува МКД. Благодарам многу, еве можете и да ја фотографирате, односно со мобилниот телефон личната карта и да ја објавите на нашата Facebook страна Црвена линија. Благодарам што еве со јавноста споделивте факт кој што сте го увиделе, односно на својата нова лична карта. Во продолжение одиме со уште еден твит, пред да вклучиме и нов гледач. Револуционерка го има напишано следното: мене ми е просто неверојатно да смениш државно име,
Потоа да бараш луѓето да ги сменат сите документи на нивен трошок и без да воспоставиш ред за закажување. Да ги заклучиш на територијата без пасоши и на крај да им се закануваш дека внатрешно ништо нема да можат да прават. Толку ли беше според вас тешко да се предвиди овој хаос кој што ни се случува со личните документи? Меѓу другото, можевте да слушнете и што одговорија гледачите пред малку, односно до сега, така да може би вие ќе укажете нешто што сте забележале за јавност. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Тина. Баба Роска, драга, верувам дека сте ми во добро здравје. Да, во добро сум и сакам да разговарам со тебе, ама не само на црвена линија, и на тркалото сакам. И на тркалото, секако упорноста ќе направи да се слушнеме. Бевте ли доволно... Прсо ме боли мене од вртење, од почеток до крај. Баба Роска, дали бевте упорни и успеавте да ги извадите личните документи на... Слушай, ти кажам, не сакам да ги извадам, не ги вадам, сега не ги вадам, дека тоа да ме казнат. Они не лажеа. Ние знаеме дека они се покварени, ама па ни верувавме. Па само за странство нема да важат, за Македонија ќе важат. И ние останавме на тоа. И сега утре, ако треба детство на века да ме носе, а не на северна на колата, треба да умрам дома, а? Срамота што прават, бре. Ова веќе прејдоа и црвена за ваша линија. Се пројдоа. Срамота што прават. Еднаш ка ни кажат вака, па еднаш ка онака. Па кажаа дека само за странство. А зашто сега вака? Што ќе правиме утре? Болен човек, како ќе го однесе со колата? Кој не му е смената возачката дозвола? Како да е возачките е најавено дека ќе важат до крајот на годината? Па рекоа дека ќе важат, ама сега вика дека нема да важат. Што ќе правиме вака? Баба Роска, благодарам многу еве што земавте учество и во црвена линија. Ќе ве потсетам многу информации, секако се оно што сакате да дознаете, можете да го направите и на telma.com.mk. Секако и таму има информации врзани токму за темата за која што зборуваме. Како и да е, ние продолжуваме со вас, сакаме еве да слушнеме токму од граѓаните. Најнапред, според вас, дали и тешко беше да се предвиди овој хаос кој што ни се случува со личните документи? Дали ќе возите со непроменета возачка дозвола и секако, еве, дали има нешто што сте забележале како неправилност во смисла на тоа што го предочи гледачот кој што се вклучи пред неколку гледачи. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во црвена линија, сте повелете. Поздрав, Тимче, убав ден. Голем поздрав и до вас, секако. Благодарам. Е вака, хаосот ние го предвидувавме дека ќе биде хаос. Затоа што без хаос ништо не се десило во Македонија. Еве ќе ви кажам еден пример. Ние ги променивме личните карти возачките минатата година, ама поредоследно онака кој што истекува. Ни пишува Северна Македонија, да. Еве што се дешава сега. Сега на 6 регистрација колата поминуваат на технички се плаќат во здружение таму кај што требат, осигурување, на сите документи пишуваат ББ, без број. Немаат таблица. Во полиција нема таблици. Му ја даваат на сопругот само пластиката. Што треба сега да направам јас? Да напишам име и презиме, значи личната карта на нашите Северна Македонија, сето тоа е вред. А лична карта од колава, значи немат број, немат таблица. Одиме, еве и денеска прашавме, немат таблици. Ние сме ние за жалење. Греои што немат, ги нема нигде. И сега кај уште ни кажуваат дека досега беше да, ќе важат возачките, ќе важи се. А како ние сега да излеземе со колата, ми кажуваат денеска еден во полиција што работи дека ќе казнуваат. Значи ние немаме таблица нова. Така, благодарам многу. Тоа и очекуваме, споделувајте ситуација и состојби и она што ви се случува сега кои со
јавноста, токму поради тоа и постоиме како црвена линија. Подсетување значи на telma.com.mk, еве задржете се и на ова последна вест, каде што стои дека возачките дозволи ќе важат уште 10 месеци, тоест до крајот на годината. Според вас, дали можеше еве и да се избегне овој хаос и зошто ни се случува, како дојде до тоа да во моментот навистина имаме целосен хаос кога станува збор за личните документи? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Дали било тешко да се предвиде хаос што ни се случува со личните документи? Значи, хаосот не е од сега за да некој се бране дека хаос можело да се случи. Значи, од како е променето името Северна Македонија, значи, нашите политичари требало да си го поведат, значи, рачуно од тогајте да почнат да онедуват, значи, со промена на личните документи. А не како сега, еве, ќе дадам еден пример. Мицко, колку време се удара огради, значи, пред техничката влада, дека ако ќе дошле они на власт, значи за време на дури уште на техничката влада, дека ќе се залагале да се промене, значи дека ќе се одложи таквото времето за пасошите. Што направија? Седнаа на фотелите, значи оп не бива. Па чекај бе луѓе. Значи не само да се удараме огради, ние ово ќе направиме, ние оно ќе направиме, како едно време што имаше еден политичар че. Значи не е само да се каже че направиме. Значи треба и стварно нешто да се направи. Што е ово? Значи додека да седнат на фотелите, обеќат мет и млеко, од како ќе седнат на фотелите министер новиот, значи сега вика да не сме правиле ние граѓаните паника и како. Благодарам многу и вам за вклучувањето во црвена линија. Подсетување, само внимавајте на тајмерот, 90 секунди обројува, но додека траеме, тоа е и правило во црвена линија. Секако линијата е отворена, токму повторно, доколку сакате за нови 90 секунди, да го завртите нашиот број. На Твитер Вито Андолини го напишал следното. Па го сменив јас во 2020-та јуни и некој ми издал пасош Република Македонија. Зошто ми издале таков пасош со такво име и кој трае 10 години? Неспособните знаеле дека треба да се пасошите со тоа на С, ама да го плячкосуваат народот, намерно издавале грешни пасоши. Тешко ли беше да се предвиди овој хаос кој што ни се случува со личните документи? Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Знаете што цело време размислувам дали човек да се... Па ја од кога чекам стварно? Ве слушаме, продолжете. Добро, се извинувам, мислев дека некој друг е. Знаете што, цело време се прашувам дали да плаче човек или да се смее. Дали ви е намален тонот на телевизорот? Скроз е исклучен, Тина. Добро, продолжете, ве слушам. Се прашувам, замислите да треба една Кина и да не ги редам понасаму Индија и оние милиардиски, мислам, држави, нешто да промена да направат вакво. Како ќе го средат тоа, не ми е јасно. Како ви изгледа, како тогаш би се... Како би изгледало, не ми е јасно, искрен. Па не знам, можда ние ќе им дадеме некоја инструкција. Дали успеавте вие да направите смена на личните документи? Така, јас успеав со тоа што ми истекуваше рокот на личната карта, али добив со Северна, пасошите сме сликани на 4 јануари, се уште еден прегледач претходно обвинуваше за наша демек неажурност, ама ние не можеме уште да ги предукнеме, не се изготвени. Кога кажуваат јавно дека нема формулари, ме разбирате? Така, немаше ниту образци. Благодарам многу, еве, за јавувањето во црвена линија. Продолжете да не следите и сега ова е отворена дискусија. Гледачите можете да слушнете досега што кажа, сега кои какви ситуации споделија, на што се сведоци кога станува збори за тоа што се гледаат и што им е впишано во
новите документи. Како и да е, продолжете и понатаму, секако со нетрпение очекуваме да слушнеме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден! Намалете го тонот на телевизорот. Ало. Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Успеавте ли да ги смените личните документи? Да, возачката дозвола ми е сменета 2021, меѓутоа со Република Македонија. Денеска цел ден, да ви кажам, вртам и на Министерство за за правда и МВР, никој не се јавува. Значи, нашата администрација е апсолутно неангажирана и заинтересирана за ништо. Сакам да поставам прашање. 2021. Зошто се издадени дозволи и документи со старото име? И јас сега не смеам да седнам денеска да возам, зашто ќе бидам казната? Секако има последна вест дека возачките дозволи ќе траат до крајот на годината. Одговорно тврдите тоа? Некој ќе го каже тоа јавно? Секако во тек е расправа во собранието и експресно да се донесе таа промена на законот. Како и да е, вие, значи, скоро извадивте 2020 година. 2021, душа, 2021. На што се должи овој хаос, еве, како гледате вие на тоа? Како да гледам, никој не може да предвиди хаос, меѓутоа, тие што се одговорни и што подпишуваат договори и што одлучуваат за состојбите на државата и на овој народ, треба малку поодговорно да се понесат. И не само да се чека плата да се земе и да се навалува административно, да се зголемат личните доходи. Значи, некој треба одговорно да се однесува на состојбата што ни се случува. Благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден и добра вечер, Македонија. Добро вечер, Тале. Дали направивте промена на личните документи? Не, лесно беше да се предвиди дека овој хаос ќе ни се случува, пошто нели од обичниот живот, човек или народ кој нема свое достоинство, кој витка кичма пред сите, тој човек или тој народ нема никогаш бел ден да види. Секој ќе го понижува, секој ќе го уценува, секој ќе го плука, така да речем, тоа ни се случува сега нас. Но јас, како македонец и човек за вистината, за правдината во наша Македонија, не бев за вакви тормозење на цел народ. На цел народ. И тие што гласат за СДС, сега се тормозени. Тормозени. Ти живува со нив заед и СДС, со тие што гласа за него. Сега, дали памтите дека Заев си кажа да биде премиер и СДС власт, дека ќе виткаат кичма пред сите непријатели на Македонија. Сега, ако се нудите кичма да виткате пред сите, тие душмани наши ќе ви прат црни сценарија, уцени, закани, живувања, дури дома ќе ви забранат да сте македонци. И ќе ги молите, ај дома да бидам македонец, ај дома да сум Тале, да се викам Тале дома. Жално. Се комеше во деца Заев, дека свето име Македонија не менува. И кој гласаше за нив? И се гледа, се уште некој му веруваат, некој се за СДС гласаат, безобраз, безчест. Благодарам многу за јавувањето. Одиме понатаму, подсетуваме она што ни е денес како главна тема во црвена линија. Според вас, дали можеше да се предвиди хаосот? Дали тоа беше една тешка задача? Хаосот кој што еве во моментот ни се случува со промената на личните документи. Добар ден. Добар ден, Тинче. Голем поздрав и до вас. Конечно и во црвена линија се слушнеме. Па драго ми е дека е така. Па успеавте ли еве да извадите лични документи нови? Па личната карта не ја менувам, иако имам термин. Пошто ќе нема потреба, а вие имав среќа па да ми бидат на време сменети. Некој късмет ме пратеше. Овој хаосот, луѓе со малку ефициентна интелигенција можеа да го предвидат. Ако просто математика направеа 6 милиони документи за 5 години, тоа доаѓа од прилика 4000 документи дневно. И тоа ако народот го распоредиш равномерно, секој ден да ти доаѓаат по 4000, а не да се сгузва, да речеме 8000 во еден ден,
Значи распоред да направиш прецизен со луѓе со име и презиме да доаѓаат, дали можеше за 5 години 4000 документи секој ден да се изработат. Тој што подпишуваше, простата математика да ја направеше. И договорот место за 5 да го направеше за 10 години. Пошто очигледно не се способни, немаме таков капацитет. Баш кај што тамо пишува, нели, не е од моментот на подпишување, него отварање на поглавијата. Зашто овој датум го одредија? Кое поглавје ние го имаме отворено? Ниедно поглавје немаме, а датумот од 5 години веќе завршува. Датумот уште не треба да е почнат. Значи, ова е така продадени политичари гледаат да угодат на странциве и народот ќе си пати. Благодарам многу и драго ми е што и за прв пат во црвена линија, верувам нема да биде ниту последен пат. Секако на социјалните мрежи се зборуваше, разговорно да кажам, бруеше од коментари, па еве и низ фотографија денес, односно оној предизвик да се добие налепница. Бидете така и еве низ фотографија напишано се разбира, залепено налепници нема. Што мислите, тешко ли беше ова голема и задача беше да се предвиди хаосот кој што ни се случува со личните документи? Добар ден. Добар ден. Верувам дека се слушаме во црвена линија сте. Добар ден. Јас ке се обидам уште еднаш, најверојатно тоа е процедурата од технички аспект. Јас ве замолувам да се намали целосно тонот на телевизорот. Добар ден, дали се слушаме добро? Намалете го тонот на телевизорот. Ало, добар ден. Добар ден. Блидачка од Скопје на телефон. Голем поздрав до вас, повелете. Благодарам исто и до вас. Значи, во врска со хаосов, нема потреба да е очекувано или неочекувано. Ова веќе трае со години. Јас лично ноември се јавив во август ми закажа за смена на документи. Лична карта имам, среќа некоја со Северна Македонија, меѓутоа пасош и возачка немам. Хаосов како хаос и нешто трае туку и ќе се тера понатака. А мене исто ми интересно моментов за лепенките да ги спомнам за регистрације или сега што треба да се лепат. Читам вчера вести на некој си портал, вели треба да се одите таму лично, да пополните барање, па со возилото пред камера вработен да снима како ви е лепи лепенкава. Мислам, толку по-глупо и по-бизарно нешто нема смислено. Сите ние што плаќаме регистрација, што имаме валидна сообраќајна, не знам што е толку тешко да одиме и да си подигнеме на лепенка. Мислам дека секој човек е писмен една лепенка да залепи на регистрацијата, на регистрациската табличка што веќе имаме дома колата. И тука нема што и кој да злоупотребува. Значи може да се даде на секој што има валидна сообраќајна дозвола, а не сега јас да одам, да губам време за барање, па да чекам да ме снимаат и ред други работи. Благодарам многу, еве, и што вие споделивте со јавноста, односно со што сте се соочиле, особено при добивањето на налепници, кои што секако експресно се трошат, а и ги нема во доволен број. А побарувањето ден на ден се сега веќе се поголеми. Добар ден. Добар ден. Значи, не сакав да се јавам повторно, ама некако иритација ми даде и обично не сакам да коментирам, значи, гледачи, ама тале некако ме иритираше дека, значи, власта од СДС била, значи, како да кажам, како да се изразам, да не биде вулгарно, значи, дека биле гадови, а власта од ВМРО, значи, са китка за миришање. Па добро, значи, еве се гледа у оваа техничка влада, значи, дека колку можат
да си стоят на збора, на ветеното, значи пред техничката влада и сега за време на техничката влада. Значи, Тошевски убаво се изясни, значи на вестите на Сител, дека не може веќе нешто да се направи со документите, значи тоа е веќе завршена работа. Значи сега, од како после мај ќе им дадеме доверба на ВМРО, значи дали сакам да прашам некој од ВМРО да се изјасне дали после тоа ќе бидат изговорите не можеме ние ништо да направиме, тоа е веќе завршена работа, оти се ударат огради дека името ќе го врнале, значи старото име Република Македонија. Значи сега како техничка влада не можат ништо да направат, а после тоа ништо. Значи тоа е само ветер и магла. Пријатно. Пријатно. Благодарам за јавувањето. Дојде времето и за реклами. И секако и вест врзана за денешната тема, значи возачките дозволи со старото уставно име на државата наместо до денеска ќе продолжат да важат до крајот на годината. Собранието денеска ги усвои измените на законот за безбедноста на сообраќајот на патиштата. Измените на законот беа предложени од група пратеници, а законот помина по скратена постапка. Председателот на државата Стево Пендаровски сега треба да го потпише законот, па потоа тој да биде објавен во службен везник, пошто ќе стапи на сила. Сега останува само и да ви ги покажеме резултатите, да ве подсетиме секако да не заследите на Инстаграм, веќе во утрешното ново издание на Црвена линија. Со останатите инстаграмџи ќе можете да учествувате во новата анкета. На прашањето денес, дали ќе возите со непроменета возачка дозвола, со да одговори 81%, а со не 19%. Она што секако нема да бара нови лични документи, а ќе бара учество и секако добро расположение и можност да се освои нова микропечка е она што следува. Тоа е најновото издание на Заврти на Телма. Да ве подготвам, да ви подкажам прашање и секако очекувам и таму да ви има во голем број и во добро расположение да го финишираме и овој ден. Значи, на кој континент лежи покрајната Нов Јужен Велс? Ке има и вакво прашање. Дастин Хофман е едниот крамер, кој е другиот? Која е првата девојка на дуплерица во Плейбој и со која група Мирко Митревски ја испеа песната "Отвори го пенџерчето"? Ние го затвараме ова издание на Црвена линија. Големо благодарам за сите вас кои што земавте учество. Не го менувајте каналот, останете секако во истата позиција, завртете го повторно нашиот број и земете учество во Заврти на Телма. Денес на менито имаме микропичка и ќе изненадиме и со други големи и вредни награди.